Денеска во општина Василево е отворена 41-та народна кујна во Република Македонија. Овој проект продолжува 2007 година во програмата на владата на Република Македонија и со новата влада, нормално од 2011 до 2014 година, 2015 година, народни кујни постои во програмата на владата на Република Македонија. Ние како надлежно Министерство труд и социјална политика денеска е отваравме 41-та народна кујна во општина Василево и надевам дека ќе продолжи овие народни кујни да се отвори на другите рурални средини во Република Македонија. Имате ли цифра колку народни кујни треба да бидат отворени на ниво на државата? Сега немаме точна бројка, али до сега од 2007 до сега имаме пристигнато во 41 општина до денеска и овие ќе продолжат во руралните средини во територијата на Република Македонија, кај што ќе има потреба, ние ќе пристигнеме таму, ќе излеземе на Самиот процес на децентрализација во Република Македонија е една од надлежностите која треба да премине во ингеренции на општината и да се грижи општината и грижата за социјалните случаеви, тоест водење грижа за социјалната инклузија. Во тој контекст, во соработка со владата на Република Македонија и проектот за народни кујни во сите општини, еве општина Василево е втора општина во Република Македонија од руралните општини, една беше отворена во општината Карбинци, општина Василево е втора таква со отварање на народна кујна. Сметам дека тој тренд на отварање на народни кујни ќе продолжи и понатаму. Ние како општина имаме задача да згрижиме 40 граѓани од општина Василево, т.е. 40 оброци кои ќе бидат доделувани секојдневно, т.е. ќе даваме топол оброк во сите работни и неработни денови за оние луѓе кои сметаме дека во соработка со Центарот за социјални грижи заслужуваат тоа да го примат. Купната бројка со народна кујна во Струмица изнесува 160 лица, вкупно приматели кои ги користат услугите на народна кујна. Се надеваме дека и другите општини ќе го следат примерот на општина Василево, заедно со работка со владата на Република Македонија, општина Ново село и општина Босилово. Наскоро исто и во тие рурални средини ќе се отвори народна кујна за корисници на социјална парична помош и корисници на постојна парична помош. Имајќи предвид дека беше една од првите народната кујна во Струмица, што покажуваат резултатите, функционира ли? Резултати покажуваат дека во изминатите 6 години народната кујна во Струмица во целост ги оправда очекувањето, значи 119 оброка секојдневно се делат на корисниците на социјална заштита. Луѓето досега немаат никаква примедба во однос на приготвување на храната, дури имаме зголемување на одреден број дека сакаат истата да биде и во поголем број, односно да примаат поголем број на лица корисници на народна кујна.